Светска банка со загрижувачки прогнози за македонската економија. Влегуваме во фаза на стагфлација, но и натаму преовладува потребата од државна помош и интервенција. Секаде и секом, Светска банка со директна сугестија до владата на Ковачевски. Треба да се ревидираат привремените субвенции, широките даночни ослободувања. Во наредните минути следува ТВ колумна на новинарот од Независен Мирче Јовановски. Светска банка го објави својот есенски извештај за економските прогнози во земјите од регионот, каде што централно место е влијанието на украинската криза, односно агресијата на Русија врз Украина и влијанието врз економиите во земјите од Јужна и Југоисточна Европа. Во тие рамки посебно значајно е она предупредување кое што го упати Светска банка за нас како држава, зборувам за Македонија, е опасноста од стагфлација. За појаснување, стагфлацијата е еден економски феномен каде што доаѓа во подолг период на забавен економски раст, значи ниски стапки на економски раст, проследени со висока инфлација, со зголемена невработеност, која што состојба за прв пат се јави во 70-тите години на минатиот век во Соединетите Американски држави, каде што под значително влијание на тогашната нафтена криза. Од тогаш до ден денеска, значи, економистите укажуваат на оваа опасност и како состојба која што најтешко се надминува. Дотолку повеќе, ова предупредување на Светска банка треба да не загрижи, треба особено да ги загрижи и луѓето кои што ја водат политиката во државата, економските ресори, меѓутоа, треба да се има во предвид дека кајна стапката на инфлација е значајно повисока од онаа во Европската унија и во еврозоната. Ако е кајна сега, например, на некаде 16,8%, во еврозоната е нешто под 10%. Значи, за 60% или за 6% поени е повисока отколку во земјите на еврозоната, што укажува дека не влијаат само увезените компоненти врз инфлацијата, туку дека и некои домашни проблеми излегуваат на површина, така да кажам. Мислам дека и најголемите економисти во светот не погодија во однос на проценките за траењето на инфлацијата и за факторите кои што влијаат на економскиот раст. Очигледно, на некој начин, значи ние ги плаќаме сега, ја плаќаме цената од времето на пандемијата, кога во економиите се истураа многу пари од страна на централните банки и она што дојде подоцна како криза во глобалната економија поради руската инвазија врз Украина и прекинот на низа економски текови. Главна дилема сега кај земјите, мислам дека и кај нас е на што да се стави приоритет, дали на борба против инфлацијата или борба против рецесијата. Обично, инфлацијата е проследена со соодветни стапки на економски раст, дури и познато е дека во периодите кога земјите остваруваат одреден економски развој, тоа е проследено со инфлација, меѓутоа стагфлацијата е малце поспецифична категорија. Во однос на Светска банка, предупредувањата се дека вакви какви што беа досега буџетските трошења треба да прекинат, дека треба многу потаргетирано да се насочуваат мерките кои што ќе значат помагање на граѓаните и на стопанството и дека треба да се премине кон консолидација на јавниот долг, особено имајќи во предвид дека состојбите на пазарот на капитал во светски рамки се заоструваат. И плюс, треба да се има во предвид станува збор за променливи каматни стапки, кои што се очекува во наредниот период дополнително да растат, што значи дека цената на задолжувањето ќе се зголемува. Тоа ќе го оптоварува буџетот, ќе ги оптоварува домашните финансии, ќе го ограничува просторот за буџетски интервенции, така да мислам дека пред нас е еден исклучително сложен и тежок период во кој што едноставно не знам на кој начин ќе се најде некоја спасоносна формула за да се излезе од кризата.